Водачот на бугарското ВМРО, подпредседател на бугарската влада и министер за одбрана Красимир Каракачанов, денес повика дузина пратеници од ВМРО ДПМНЕ да гласаат на изборите во април. Во списокот на Каракачанов, меѓу другите, се најдоа подпредседателот на ВМРО ДПМНЕ Александар Николовски, координаторот Никола Мицевски, пратеникот Иван Јорданов, председателот на Социјалистичката партија Љупчо Димовски и други. Како Милошевски и Јорданов ја коментираат листата на Каракачанов. Мојот краток коментар е, кога имате фантом фирма за вакцини, потребен ви е и фантомски список за бугарски пасоши, како тема за спасување или дефокусирање на јавност. Во секој случај му пожелувам на Каракачанов и на неговиот пријател Заев и понатаму да имаат плодна соработка кога избиваат вакви афери. Апсолутно представува неточна информација, најодговорно ја демантирам. Станува збор за информација која што има крајна цел да направи класичен дефокус на сето тоа што се случува во државата, а е поврзано со здравствената и економска криза и за сите скандали кои што ја демнеат Македонија. На крајот од денот сите овие информации може да се проверат затоа што идентично име и презиме може да има, но со проверка на матичниот број може да се констатира дали е така или не е така. Уште еднаш тврдам најодговорно дека е апсолутна измислица. Доколку немаат бугарско државјанство и документи, зошто Каракачанов во неговото наводно случајно истражување налетал точно на нивните имиња? Мислам дека човекот си има одредени предизборни проблеми, си има поврзано со Заев на пријателска основа и тоа гледаме дека добро функционира, но ние сме навикнати на такви ниски удари, ќе помине и тоа. Сепак, Каракачанов е искусен политичар и што е уште поважно, исклучително добро информиран функционер, кој редовно ја има улогата на тврд владин гласник во комплексниот терен на македонско-бугарските односи. Дали отварањето на овие листи може би отсликува и одредени релации? Мислам дека отсликува една комуникација која што пријателите Заев и Каракачанов си ја одржуваат. Друго повеќе, мислам дека не дава некој добар печат. Во однос на предстојните локални избори и информациите дека ВМРО ДПМНЕ би можел да ги бойкотира доколку не се обезбеди фингерпринт гласање, Милошевски е дециден. Доколку не се обезбедат вакви уреди за отисок на прстите, се доведува во прашање веродостојноста на изборите, ќе може секој да се сомнева, ќе има право секој да ги оспорува или бойкотира и со самото тоа да се создаде една негативна слика за степенот на демократија во една држава која што се стреми да отпочне преговори со Европската унија.